Во касарната Боро Менков во Куманово со воена свеченост, согласно правилото за воен протокол со предавањето на военото знаме, денеска се изврши примопредавање на должноста командант на командата за операции помеѓу бригаден генерал Бесник Емини и бригаден генерал Мирче Ѓорговски. Бригадниот генерал Ѓорговски досега ја извршуваше должноста началник на штаб на командата за операции, а од сега ќе раководи со најголемата оперативна команда во армијата на Република Северна Македонија, додека бригаден генерал Бесник Емини во понатамошниот период ќе извршува должности во Министерството за одбрана. На свеченоста пред стројот на припадниците на подчинитите единици со пригодни говори се обратија началникот на генерал-штабот на армијата на Република Северна Македонија генерал Мајер Сашко Лавчиски, досегашниот и новопоставениот командант на командата за операции. На воената свеченост покрај началникот на генерал-штабот генерал Мајер Сашко Лавчиски присуствуваа и генералите во армијата, Министерството за одбрана и генерал-штабот на армијата, поранешни команданти и команданти на подчинетите единици. Командата за операции е најголема команда на оперативно рамниште, чија мисија е подготовка на конвенционалните копнени и воздухопловни сили на армијата за одбрана и заштита на територијалниот интегритет и независноста на државата. Со декларираните сили учествува во операции за поддршка на мирот, со што придонесува во заштита на пошироките интереси на Република Северна Македонија. Да се биде начело на оваа команда е вистински предизвик. Огромна привилегија и чест која носи огромна одговорност. Затоа, преку чинот на предавањето на военото знаме на новиот командант бригадниот генерал Ѓорговски, ќе му ја доверам привилегијата, но во исто време и одговорноста за раководењето и командувањето со оваа исклучително важна команда. Генералот Ѓорговски ја превзема командата за операции во исклучително важен период. Период кој што треба со успех да ја заокружи трансформацијата и модернизацијата на командата и единиците починети на неа. Период кој подразбира излегување од комфорната зона и максимално посветување кон зајакнување на капацитетите и способностите на единиците. Период во кој што борбената готовност ќе се подигне на рамниште потребно за безпрекорно извршување на мисијата и поставените задачи. Период во кој мораме да ги апострофираме нашите силни страни, да ги адресираме нашите предизвици и да се подготвиме за променливата платформа на глобалната безбедност и предизвиците на 21. век. Наша цел продолжува да биде создавање на модерна, агилна и технолошки напредна армија, која може ефективно да ја брани татковината и да придонесе значајно за исполнување на нашите обврски кои произлегуваат од членството во НАТО алијансата. Со посебно задоволство можам да констатирам дека досегашниот командант на командата за операции, бригадниот генерал Бесник Емини, ги препозна предизвиците и со успех ги реализираше задачите предвидени со трансформацијата и модернизацијата. Почитуван бригаден генерал Емини, најсрдечно ви се заблагодарувам за вашето посветено и професионално командување и раководење со командата за операции. Кога во јуни 21 година од оваа говорница се обративте кон тогашните припадници на командата за операции, истакнавте дека обврските и задачите ќе ви бидат императив, а со доследност и извршување на задачите ќе ги остварите зацртаните цели и посакуваното на војна подготвеност. Тоа вие и го направихте. Уште еднаш ви благодарам. Ви посакувам многу среќа и успех на новата должност со препорака да продолжите со поддршката и грижата кон командата и останатите единици во армијата. Денес, нашето заедничко патување во должина од скоро 4 години завршува со моето примопредавање на должноста командант на најмоćната и најкинетичната оперативна команда во државата. Од нашето заедничко работење носам убави спомени, горди успеси и достигнувања, драгоцено искуство со процесот на креирање, дизајнирање на овој модел на силите, кој денеска полека, но сигурно, станува кредибилна борбена моќ во алијансата. Нашата армија се уште во процес на модернизација и ребрендирање на борбените способности и капацитети, како и ревидирање на одбранбените доктрини на идно војување во согласност со новите побарувања кои произлегуваат од скорашните безбедност одбранбени предизвици и стратегии на војување.
Во исто време, развојот на нашиот национален одбранбен профил е цврсто поврзан со развојот и напредокот на нашето општество. И истиот се одразува врз трансформацијата на нашата армија и процесите на интегрирање во одбранбено-безбедносната архитектура на институциите за колективна безбедност и одбрана. Во периодот додека бев ваш командант, ние се приклучивме во процесот на стратегиско планирање, интегрирање и синхронизација на нашите одбранбени планови со цел истите да бидат составен дел од регионалните НАТО одбранбени планови. И во исто време организиравме голем број на меѓународни вежби, заеднички обуки, вложивме над 16 милиони евра во подобрување на инфраструктурата за обука и сместување, го одобривме стандардот и условите за работа и живење и се започна со процесот за конверзија на вооружување, се започна со воведување на оперативна употреба на новите системи и борбените моторни возила и уште многу други процеси. И ви благодарам што ме направивте да бидам горд командант. Во охрабрувам да продолжите во исто темпо, градејќи го тимскиот дух, взаемна почит без разлика на различностите. Свесен сум дека секојаш има успони и падови. Ова е нашата земја. Ми причинува огромна чест и задоволство, но и одговорност што ќе командувам со најголемата команда во армијата, чија основна задача е да ги подготвува и води операциите во државата и надвор од нејзината територија и која е одговорна за командувањето со најголемиот број борбени единици на армијата. Бројните успеси, мотивираноста и неизмерниот патриотизам кои се длабоко вткаени во култот на оваа команда представуваат движечката сила на секој нејзин припадник. Многу векови наназад мудриот Сун Цу напишал дека командувањето го разбира како взаемно делување на интелигенцијата, честноста, храброста и строгоста, а дека за добар командант се смета оној кој е добронамерен и кој не се грижи само за сопствената слава. Токму поттикнат од овие постулати, сакам да нагласам дека за мене застанувањето на чело на командата за операции представува силен императив да продолжам по патот на успехот, силната посветеност и професионализмот кои се градени и вкоренети повеќе од 3 децении од сите мои претходници на ова место, команданти на командата на Копнената војска, Здружената оперативна команда и командата за операции, на кои им изразувам благодарност за се што ни оставиле во наследство. Ефикасноста во командувањето и контролата со починетите единици, реализација на модерна обука со персоналот, како и долгогодишната примена на високите стандарди на НАТО во штабното работење, овозможи оваа команда да биде еден од главните столбови на кои се потпира генералштабот на армијата. Затоа користам прилика на сите генерации припадници на армијата кои биле дел од оваа команда да им одадам признание за нивната посветеност, професионализмот и упорноста во извршувањето на сложените задачи, но и во изградбата на капацитетите со кои денес командата располага. Денешната генерација на старешини кои се дел од командата за операции се горди на својата работа и на постигнатите успеси, горди се на нашето 5-годишно членство во НАТО алијансата, за кое во голема мерка и самите имаат дадено не така скромен придонес, но пред се горди на ефикасноста и успешното извршување на задачите. Особено сакам да истакнам дека сме постојано ангажирани во подготовката и распоредувањето на единиците кои учествуваат во мисиите надвор од државата, предводени од НАТО, Европската Унија и Обединетите нации. Штабната структура и персоналот ни овозможуваат добро екипирање и безпрекорно извршување на оваа многу одговорна задача. Но она на што сме особено фокусирани перманентно е одржувањето на висок степен на борбената готовност кај починетите единици. На досегашниот командант на командата за операции, бригаден генерал Бесник Емини, му оддавам признание за покажаното лидерство, умешноста во командувањето и пренесувањето на искуството на помладите. Должноста командант на командата за операции ја преземам во година која е исполнета со мноштво задачи и сериозни обврски кои стојат не само пред командата за операции, туку и пред армијата во целина. Посебно би ги издвоил
подготовките за одбележување на 5-годишнината од полноправното членство во Алијансата, реализација на НАТО вежбата Брз одговор или Immediate Response, на која за прв пат ќе биде вклучена нашата најголема декларирана единица лесната пешадиска батальонска група, а подоцна и ангажирањето на една зајакната чета од истиот овој состав, која за прв пат ќе биде распоредена со наши капацитети на здружената вежба на НАТО во СР Германија Cyber Challenge. Секторот за внатрешни работи Куманово соопшти дека изминатиот викенд 25-годишна жена од Куманово пријавила во полицијата дека била физички нападната од нејзиниот вонбрачен партнер. Во друг случај, полициски службеници од СВР Куманово лишиле од слобода 45-годишен кумановец, бидејќи од приватен имот на улицата Лесковачка одзел пари. Тој бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава. Секторот за внатрешни работи Куманово информира и дека кумановец пријавил дека во неговиот двор на улицата Горна Милановачка пронашол заталкано зрно од огнено оружје. Проектилот бил подигнат за понатамошна обработка, а увид извршила екипа од СВР Куманово. Полицијата работи на целосно расчистување на случаите. Од оваа недела имотниот лист и 5 други најкористени услуги од катастарот се достапни на порталот услуги.gov.mk во сите центри за услуги во Скопје, во општина Аеродром, во Куманово, во Јагуновце, во Охрид, во Битола и во Тетово. Граѓаните ќе може да извадат ваков документ преку електронска услуга од катастарот. Тоа практично значи дека шалтерите од катастарот ги прошируваме низ целата држава и во нашите центри за услуги. Овие документи имаат електронски печат, електронски потпис, времен жиг кој што точно утврдува кој го произвел, кој го потпишува и во кое време, што значи имаат полноправна валидност и ќе може да се користат, рече министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски. Во текот на вчерашниот ден пријавени се неколку пожари на отворено, а во најголем дел од нив горела сува трева, најверојатно од палење на стрништа. 8 од пожарите биле на територијата на Кумановско, а 2 пожари во реонот на општина Старо Нагоричане. Во текот на вчерашниот ден пожарникарите интервенирале во селата Орашат, Стабановце, Белјаковце, Доброшане, Черкезе, а опожарено електрично броило и столб имало во селото Долно Којнаре. Во општина Старо Нагоричане пожар имало во селата Ругинце и во Сув Орах, и таму горела сува трева. Од територијалната противпожарна единица Куманово ги потсетуваат граѓаните дека палењето стрништа е казниво со закон. Скоро 8 децении постои и функционира Солидарниот пензионерски фонд како облик за остварување на пензионерската солидарност, заснована врз принципите на меѓусебна зависност, човечка солидарност и хуманост. Солидарниот фонд за посмртна помош и членарина пензионерите сами го формирале за да ги обезбедат членовите на семејството во случај на нивна смрт, а со членарината ги развиваат пензионерските активности преку кои ги бранат интересите на пензионерите во промовирање на ставовите и мислењата за прашање од нивен интерес, поведување иницијативи и учество во градењето на јавното мислење и креирањето на политиките. На ниво на државата има над 340.000 пензионери, од кои 95% доброволно се изјасниле за пристапување кон Солидарниот фонд, информира Снежана Андова, делегат од Сдруженијето на пензионери Куманово во Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, член на извршниот одбор во Сојузот и председател на одборот за регистрирана организација за Солидарен фонд и членарина. Целосното интервју ќе биде емитувано утре, веднаш по вестите. Од 340 и толку илјади пензионери, 95% се изјасниле дека пристапуваат во тој солидарен фонд. Кои се придобивките и што е тоа? Тоа значи дека тоа е едно цело од 2 дела. Првиот дел е за права, остварување на право за посмртна помош. Значи тоа е како еден тип осигурување во случај на смрт. И тоа е помош. Значи, да се покријат трошоци во случај на нашата смрт. Ние сме таа генерација која што по природа на работите треба секој кој ќе дојде до тој чин не може да го смени, тој чин настапува. Меѓутоа, за 340.000 пензионери не настапува одеднаш. Туку
на кого како му е, што викаат, пишано. Така да тука се акумулираат средства по тој основ и некој вика 10 милиони евра на годишно ниво, тоа се огромни пари кои што некој ги злоупотребува. Такво нешто не постои. Затоа што се вложува во тој прилив на средства, во тоа алиментирање на средствата се вложува од секој пензионер на база таа изјава месечно која прима пензија 140 денари моментално, а втората страна за секој пензионер што ќе настапи смрт следува за неговото семејство или тој што ги сноси трошоците 35.000. Тоа е тоа. Тоа кога се прима? Значи не треба да чека некој 140 денари да вложува не знам колку години, 25, например, не сум израчунала точно, може слободно да се израчува на колку години треба да се вложува, за да ги земе тие пари. Туку веднаш том се зачленува. Ако неговото семејство има таква несреќа да неговиот родител почине, значи без оглед дали вложил 140 денари или два пати или 2 месеци или не знам колку, значи тие пари од тој фонд што се акумулираат од сите пензионери му се исплаќа веднаш. Во деновите од изминатиот викенд, како и во петокот, бројките од преземените сообраќајни контроли во поглед на спроведување на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила на патиштата низ земјава покажуваат дека во викендите и натаму нивото на сообраќајна култура, совесност и одговорност е под задоволителни критериуми. И овој пат во рамките на посочените денови е евидентиран релативно поголем број издадени платни налози 2045, во која што бројка предничат прекршоците по основ на возење со брзина поголема од дозволената 637, потоа неправилно паркирање 393 прекршоци, за возење без возачка дозвола изречени се 225 мерки, како и возење под дејство на алкохол 146 санкции. Инаку во сообраќајните контроли полициските службеници во 115 случаи издале прекршочни платни налози заради некористење појас, 56 санкции за користење на мобилен телефон при возење, како и 35 мерки за возачи на мотоцикли поради некористење заштитна кацига, 14 санкции за минување на затворен сигнал, односно црвено светло. Покрај ова, согласно Законот за возила од сообраќај биле исклучени 58 нерегистрирани возила и 12 технички неисправни возила, соопшти МВР. Дизелот и екстра лесното масло за горење се намалуваат за 2 денари, бензинот Еуро Супер БС 98 за денар, а бензинот од 95 октани за половина денар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт изнесуваат. Моторен бензин Еуро Супер БС 95 74,5 денари за литар, Еуро Супер БС 98 76,5 денари за литар, Еуро Дизел 70 денари за литар и маслото за горење екстра лесно 69,5 денари за литар.